Водата од градскиот водовод во Гостивар се уште не е безбедна за пиење, останува да се користи исклучиво како техничка, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по состанокот на главниот штаб за кризи кој го предводеше. Тошковски информираше дека на состанокот бил договорен план за натамошно следење на квалитетот на водата, при што ќе се зголеми бројот на зачестеноста на лабораториските анализи. Испитувањата ќе ги спроведуваат повеќе надлежни институции со цел побрзо и попрецизно да се утврди кога водата повторно ќе биде безбедна за употреба. Според министерот, ограничувањето ќе остане во сила се додека не се добијат 3 последователни исправни резултати од сите мерни точки во градот. Штом ќе имаме 3 последователни резултати на исправна вода за пиење на сите мерни точки во градот, тогаш на гостиварци ќе им соопштиме дека водата е и за пиење, освен како техничка вода што се употребува досега, изјави Тошковски. Тој додаде дека владата ќе продолжи со снабдување на жителите на Гостивар со флаширана вода за пиење. Во изминатите денови, како што информираше, во градот биле доставени околу 580.000 литри вода, обезбедени од владата, општествено одговорни компании и повеќе општини. Надлежните апелираат граѓаните и понатаму да ги почитуваат препораките и водата од водоводот да ја користат само за технички потреби, се додека официјално не биде потврдено дека е безбедна за пиење. Во текот на јули, полициските службеници на патиштата низ државава евидентирале вкупно 20.976 сообраќајни прекршоци, додека 496 лица биле лишени од слобода поради безобзирно управување со моторно возило, покажуваат податоците на Министерството за внатрешни работи. Според статистиката на МВР, најголемиот број од прекршоците или 4241 се однесуваат на возачи кои пречекориле дозволената брзина. Од приведените лица, 373 управувале возило без возачка дозвола, 81 лице било затекнато за волан под дејство на алкохол, 25 возеле и покрај изречена забрана за управување со моторно возило. Евидентирани се 3 случаи на екстремно брзо возење во населено место, 13 случаи на екстремно пречекорување на брзината надвор од населено место и едно лице кое управувало возило во забранет правец. Контролите покажале дека 1829 возачи и патници не користеле сигурносен појас поради што биле санкционирани. Согласно законот за возила од сообраќај биле исклучени 299 нерегистрирани возила, 125 возила поради техничка неисправност. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат дека засилените сообраќајни контроли ќе продолжат и во наредниот период. Од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат доследно сообраќајните правила и прописи. Мировниот одбор, иницијатива предводена од Соединетите Американски држави, соопшти дека израелската војска целосно ќе се повлече од појасот Газа, дури откако Хамас ќе биде целосно разоружан. Соопштението е објавено на социјалната мрежа X како реакција на, како што наведуваат од одборот, неточни информации во јавноста за условите од мировниот план. Според мировниот одбор, повлекувањето на израелските одбранбени сили зад така наречената жолта линија ќе започне дури по завршувањето на процесот на разоружување, за кој, како што се наведува, Хамас се обврзал пред меѓународните посредници. Процесот според планот опфаќа предавање на лесното и тешко вооружување, како и демонтирање на мрежата од подземни тунели што ја користи палестинската група. Соопштението доаѓа откако американскиот претседател Доналд Трамп минатата недела изјави дека е постигнат договор за разоружување на Хамас. Според предложениот мировен план, оружјето на палестинското движење треба да биде предадено на преодната палестинска администрација. Од Хамас сепак порачаа дека спроведувањето на планот зависи од целосен прекин на израелските воени операции во појасот Газа. Израелските власти од своја страна остануваат на ставот дека повлекување од Газа нема да има, се додека Хамас не биде целосно разоружан. Мировниот одбор, во кој членуваат Аргентина, Унгарија, Албанија, Белорусија, Саудиска Арабија, Катар, Турција и други земји, е формиран на почетокот на годинава, со цел да се спроведува мировниот план за Газа со посредство на американскиот претседател Доналд Трамп. Иницијативата предизвика поделени реакции во меѓународната заедница. Голем дел од земјите членки на Европската унија сметаат дека новото тело представува паралелен механизам во однос на Обединетите нации, поради што одбија да станат негови членки.
Италија побара од Европската унија да финансира центри надвор од територијата на Унијата, каде би се обработувале барањата за азил и би се спроведувале постапките за враќање на мигрантите кои немаат право на престој. Предлогот е изнесен на вонреден состанок на министрите за внатрешни работи на Европската унија посветен на миграцијската криза по масовниот прилив во шпанската енклава Сеута. Според високи италијански владени представници, целта на состанокот е да се најдат механизми со кои ќе се спречи повторување на минатонеделните настани, кога околу 50.000 мигранти пристигнаа во Сеута, една од двете шпански енклави на северот на Африка, кои представуваат копнена граница меѓу Европската унија и Африканскиот континент. Италијанскиот министер за внатрешни работи Матео Пиетедози порача дека Европската унија повеќе не може само да реагира откако ќе се појават кризни ситуации, туку мора да превземе координирани мерки за спречување на миграцијските текови. Кризата во Сеута представува прв голем тест за новиот пакт за миграција на Европската унија, кој стапи во сила во јуни по повеќе годишни преговори меѓу земјите членки. Миграцијата останува едно од најчувствителните прашања во Европската унија, уште од бегалската криза во 2015 и 2016 година, кога повеќе од 1 милион луѓе пристигнаа во Европа, главно од војните подрачја во Сирија. Управата за хидрометеоролошки работи издаде метео предупредување за топлотен бран што ја зафаќа целата територија на земјава. Според прогнозите, под влијание на топла воздушна маса од југ ќе продолжи периодот на сончево и многу топло време, со мала до умерена локална облачност во текот на денот. Од УХМР информираат дека дневните температури на секаде ќе бидат на 33 степени Целзиусови, во одделни региони ќе надминат и 40 степени. Според најавите, топлотниот бран ќе продолжи во следните неколку дена. Од четврток до крајот на неделата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дожд и грмежи, но тоа нема значително да влијае врз високите температури. Надлежните институции апелираат граѓаните да бидат особено внимателни, да ги почитуваат препораките за заштита од горештините. Се препорачува да се избегнува директна изложеност на сонце, особено во периодот од 10 до 17 часот. Да се внесуваат доволни количини вода, да се носи лесна и светла облека и капа или шешир при престој отворена. Се советува престој во климатизирани или разладени простории, избегнување на тешка физичка работа и спортски активности во најтоплиот дел од денот. Како и никогаш да не се оставаат деца, постари лица или домашни миленици во паркирани возила. Особена предпазливост се препорачува за хронично болните, повозрастните, бремените жени, малите деца кои се најранливи на високите температури. Надлежните советуваат редовно да се проверува здравствената состојба на лицата кои живеат сами или имаат потреба од помош, да се конзумира полесна храна, богата со овошје и зеленчук и просториите да се проветруваат во утринските и вечерните часови. При појава на симптоми како вртоглавица, слабост, главоболка, мачнина, забрзано чукање на срцето, потребно е веднаш да се побара медицинска помош, советуваат надлежните.